синоќе околу 9 часа се случи уште една тешка сообраќајна несреќа во аторот на Дојно Којнаре на регионалниот пат за Табановце, каде се повредени две млади момчиња од 18-19 години. На тротоар се згази една со тешки повреди, префрлена во клинички центар во интензивна нега во Скопје. Сакам да истакнам, бидејќи чувството дека во наредниот период граѓаните ќе организираат протести, тоа е најавено и разговарам со мене со Бале во препладените часови околу организација на револтот на граѓаните од местната заедница и идните чекори. Сакам да истакнам мојата загриженост за чувањето во сообраќајот во изминатите месеци и пред се во последната година, каде сметам дека како никош досега има број на погинати, повредени учесници во сообраќајот во Куманово, како повеќе од воената криза од 2001-2002 година. Сметам дека ово е една епидемија во сообраќајното однесување и сакам да истакнам мојот ангажман и усилбите во насока решавање на проблемите. Многу често во изјавите, барајќи го виновникот таму, каде можеби и е најмалиот дел во целиот проблем, бидејќи синоќ исто сообраќајката се случила со енормна брзина на учесникот во сообраќај и луѓето се повредени на самиот тротоар кој е направен пред 5-6 години како резултат на зголемена фреквенција на сообраќајни удеси во прометот на тој дел во градот и голем број на жртви. Некоја бројка изутрина ми кажа учесниците во оваа петиција дека над 13 луѓе во последни 10 години се погинати на тој пат. Затоа локалната самоуправа направи тротоар во должина од 2,5 километри со цел да ги заштити пешаците во прометот, сообраќајниот промет. Меѓутоа тоа очигледно не е доволно. Сега главната поента е во насока на поставување на чврсти препреки на патот, така наречени лизички полицајци, која е во тек, значи со одлука на Советот на општината и Комисијата за сообраќај е констатирано дека треба да се успори брзина, да се најде начин како да се решават овие проблеми. Ние направиме тендер, избравме фирма кој изготвува сообраќајен елаборат врз основа на кој ќе добиеме дозвола за поставување на сообраќајни препреки во овие места, тоа се регионални патишта, булевари, со поголеми, со оние бекатонски платна ги вика, за поголема димензија за успорување на сообраќајот. Таа процедура е во тек. Меѓутоа сметам лично дека тоа не е единствената пречка, бидејќи енормните брзини на булеварите и на овие патишта се главниот виновник за сите овие несреќи кои не снајдува во последно време и мислам и апелирам дека заедничкото делување помеѓу Министерството за внатрешни работи, сектор за сообраќај, пред се контрола на патниот сообраќај, на сообраќајот, на прилагодување на брзината и почитување на законските прописи ќе биде основа за натамошно решавање на овој сообраќајен хаос. Затоа предлагам да заедно со Министерството на внатрешни работи направиме еден поголем офат на акции и заедно се вклучиме сите ние, невладиниот сектор, граѓаните, локалната самоуправа во насока на прво подигање на сообраќајната култура. Дефинитивно непочитување на сообраќајните прописи е главната причина. Ние од наша страна, како локална самоуправа, ќе го спроведеме и основното барање за поставување на чврсти препреки и хоризонтална и вертикална сигнализација подобрување во таа насока. Меѓутоа очигледно дека сите овие сообраќајни незгоди не се резултат на сигнализацијата, резултат е непочитување на правилата сообраќајни. Затоа, од моје име, кажувам едно големо жалење за се оно што се случуваше и се случува денеска во сообраќајниот метеж во градот, меѓутоа во исто време апел до сите релевантни, пред се Министерство за внатрешни работи,
бидејќи не можем а да не констатирам дека излагањето на министерката Гордана Јанкуловска пред неколку дена, 15 минути, зборуваше за улиците во Куманово, а не зборува за контролата на сообраќајот која е во нејзина надлежност, значи надлежност на министерство кое го води господјата министерка Јанкуловска. Ние ќе преземеме нашата одговорност во насека на обновување и поставување на нови вертикални и хоризонтална сигнализација. Меѓутоа, тоа и во минатото и сега покажува дека не е причината. Ако немаме доволно контрола на пат, тогаш не може и да имаме санкции и не може да имаме примерно возење во сообраќајот. И не можем а да не констатирам дека изјавата дека немаме доволен број на луѓе за да правиме контрола на сообраќајници не е оправдување. Ако знаеме дека 100 луѓе се примија пред неполно месец дена во Министерството за внатрешни работи, ако 600 луѓе од Куманово отидоа да го штитат паркот во центарот на градот, а да немаме луѓе за вечерни часови, дневни часови на големите булевари и прометни сообраќајници да го контролираат сообраќајот, мислам дека не е оправдување. Во ова време, каде мора да ги поставиме основните правила на сообраќајното однесување во градот, Министерството за внатрешни работи има главна и суштествена улога. И тоа мора заеднички сили, општина Куманово и Министерството, да направат се да биде безбеден граѓанин во Куманово. Еве, ја користам приликата да го изразам моето незадоволство, моето сочувство према луѓето кои имаат оштетување на дел од семејството, повредени дечиња имаме, не знаеме како ќе биде прогнозата на тоа потешко повреденото дете, меѓутоа и сите оние кои не страдаа во измината година дена во овие сообраќајни метежи во град Куманово. Еве, сакам да апелирам уште еднашка, сите ние заедно, пред се граѓаните да се уразумат, да ги почитуваме правилата на сообраќајот и да направиме се да го заштитиме градот и нашите граѓани. Благодарам, еве прашање отварам за нешто ако имате да кажете. С оглед на тоа што овие сообраќајни неизгоди, како да кажате, се случуваат во изминатите 2 години, може да забележиме енормно, зашто локалната самоуправа досега не ги постави тие лежечки полицајци за да си го завршим или својот дел во својот дом? Па не знам, ако се сеќаваме добро и ви од медиумите, пошто ги пратите сите активности, мислам дека во изминатите 4 години во 2 наврата локалната самоуправа постави огромен број на препреки на патот за она што е дозволено по закон. Тоа се еластични препреки, оние пластични топки кои беа поставени во близина до школите. Не се во школите и на други патишта, конкретно такви препреки имаше и на Којденскиот пат. Меѓутоа, учесниците во сообраќајот, претежно тешките возила ги корна тие со нагло кочење и со зимско одржување, така да тие многу често биват отстранувани за многу кратко време. Втората алтернатива за поставување на бетонски тврди, односно бекатонски тврди препреки на патот е во процес, кажам дека се изработува елаборат сообраќајен врз основа на кој ќе добиеме дозвола од секторот за сообраќај во Министерството, со што ќе отпочне поставување на тие цврсти подлоги. Ние имаме поставено до сега во изминатите 4 години над 58 цврсти препреки на патот. Значи, ние не сме ги поставували, него нашата можност, закон дозволува поставување само на такви еластични препреки на патот. За овакви препреки на патот, платна бекатонски, треба да добиеме согласност од сектор за сообраќај врз основа на сообраќајни елаборати, која е по целиот процес во тек.